ja последните 2-3 месеци инвестирам време, брат. Последната година уствари, ама последните 2-3 месеци активно, брат. Инвестирам време во познавање на луѓе, брат. И јас сватив и порано го знаев тоа, сега се осигурав, брат, дека Македонија, Скопје постојат прекрасни луѓе. Да. Као прекрасни, ја кај ги гледам и ми се восхитувам, викам браво, викам тоа те гушна, брат, ти што правиш? Ова е, брат, браво, брат. И дај да збориме за убави луѓе, брат. Не, пошто стварно постои, ама да се фокусираме на убавите луѓе, да се конектираат убавите луѓе, пошто, брат, 1+1 е 3, брат. Јас сум индивидуалец, соло ренџер, работам многу работи сам, меѓутоа јас многу сакам да работам и со тимови, со луѓе, брат, пошто сум бил сведок, брат, како ако 5 души, брат, работиме на иста цел, брат, што магија се случува, брат. Собираш убави луѓе, магија, не Влада, не Марсовси, не Куров, Миленче да дојде, ништо нема ги сопре тие млади и не им треба платформа, не им треба јавност, им треба само визија, идеја и да испласираат, брат. Ти да имаш еден френд на Facebook, брат, сподели го, тој еден френд ќе види, ќе сподели, ќе отиде, брат. Ако е премногу добро нештото. Жалното што од тоа што имам гледано на странство барам, секој град има многу повеќе места, не само места, кафичи има, кои што се борат за креативноста на младината. Ми се чини, ние сме единствена држава каде што имаме два културни центри. Скопје, Битол. Тоа Битол не сум бил. Другите се мртви. И Битол не е дека нешто живо, зашто да бидеме реални, Скопје е мртво сега, не па другите градови. Тоа е многу жално затоа што еве како некој што е нели од Пробиштип, кога бев кај тебе, брат, искрено не најдов едно нешто што ќе ја потикнува младината од таму да твори, на било каков начин да твори, што е многу жално денес. И во многу други градови, брат. Тоа го зборам. Пошто сакаран грешиш, Пробиштип киносалата се распаѓа. Така од покривот паѓаат цигли и кога седеш во киносалата, мора да бегаш и лево десно да се гиваш. Значи се потикнува атлетиката. Грешиш многу. Цане Ризевски вика, кога ја создававте државава, уметниците ви беа најпотребни за да ви ја продуховат и величаат. Денес кога е изградена и со лажна фасада, истите веќе не ви се потребни. Ливното место го зазедано винари, мештари, кои само шират лаги за вашите кобајаги успеси. Уметниците ги сместивте онаму од каде што излегува, во пештери, но тие и таму работат, довршувајќи уметничките дела на кои работеле нивните предци, на бројните камени блокови. Браво. Споискина. Одлично представено. Ја малку сум поишен на реал политик, си по уметник, не си по филозофија. И се обидувам секогаш на еден начин како авторитетите гледаат на нештата. Брат, мислам дека авторитетите на младите не ни гледаат, брат. Мислам дека тоа гледаат многу на популистички начин, кога што сака младот, сака жени, дрога, пак ќе се вратам на тој момент. Жени, дрога, значи не ја гледа дека креативноста кај младенецот и иновативноста кај младиот човек треба да биде стимулирана. Тоа е тој проблем што мора да најдеме начин и еве го збориме ќе дискутираме. Не им одговара, брат. Пошто на една држава не одговара да има слободумни граѓани, брат. Да. Ја, брат, си размислувам вака. Идеш ти, брат, на пат. Патарина има, брат. Ти му даваш пакинг 40 денари на тој што работи таму стиска едно копче и тоа ти го крева. Тоа му е работата, бе, брат. Тоа како не е загрижен дека, брат, роботче ќе го работи тоа за 2-3 години. Што ќе прави тој човек, бе, брат? И сега гледај, многу ми е смешно, седам кај мене дворче пред некој ден и слушам, брат, некој поменува тука. Влезе, влего, ајде. За работа државна, како не вика се вработи, вика влезе. Влезе, бе, брат. Влезе, брат. Брат, имам и сега имам одредена група на луѓе, они се малце, ние сме многу, брат. Они се тие тоа гласачко тело, кои што идат, брат, да не прават ништо. Брат, тоа дојду понеделникот, добро утро го кажуваат, брат. Јас за татко ми, брат, се оперираше од рак, не можеше од дома да излезе. Мајка ми исто не можеше да отиде, ме прати мене, брат. И се прекрсти жената, пошто знае дека ја кога идам, проблем се случува, брат. Идам и сега, брат, ликот само треба му давам тоа бројче некој и онда ми даде некој друго бројче, дека примам. Вака, дојдете во понеделник. Викам, добро утро и на вас, господине. Викам, со кого разговарам? Не е важно, вика, ова, вика, не може се во понеделник, викам, господи. И сега му правам филм тука, брат. Текно, пошто само ќе си...
Викам, господин, викам, ја баш на вакви проекти, викам, работам со невладени организации, со некои амбасадори, викам, баш викам, работиме за корупција, викам, во државните институции. Ве молам, викам, сад, имаме веќе случај, викам, да не почнуваме и тука да... Не ми текно сад точно у таа насока, брат, пошто се претвори во монструм у тој момент и девојка беше тука до мене, вака се исплаши, као... И брат, ликот извади лична карта, ми даде име и презиме, како се вика, брат, и ми го даде бројчето. Зарем треба да отидеш, да бидеш толку арогантен со нив во моментот да ти завршат работата, пошто... Ја го направено со многу министерства, исто. Пошто брат, не си ја работат. Јас сум пресметувал, брат, што ако тие луѓе, пошто државните институции не е дека само неработници, таму има добри луѓе. Да, така е. Таму работат луѓе кои треба да за нивното семејство честно и добро се извршуваат работата, брат. Меѓутоа, брат, 90-80%, не знам, брат. И сега свака си викам, добро, ај ако има Universal Income, како си беше тоа, финска мислам дека го пробуваат. Пример да плата ти е 24.000, речат Петре, добар лик ти, 24.000 ќе ги взимаш, не мора да ќе ја доаѓаш на работа. И на местото на Петре да дојде некој друг лик, Петре, некој јак Петре кој ќе се врши работата. И ако стават квалитетни луѓе на тие места, брат, дека економијата ќе се крени, државата ќе може да се дозволи на нив да им дава пари, пошто нив јеби га, брат. Дали не ги бива или се чувствуваат комотни, јас знам, брат, полицајци кои идат на работа, спијат у кола и после си да си ја работи другата работа, брат, ме разбираш како? Ова се вистински приказни, брат, да што се преправаме, мене ми е многу смешно да имаат многу јак брендинг моментално овие што се, брат. Као изгледа на Facebook, Instagram, многу јако, брат. Смарца, не е битно. Ке ви стиснам лайк,